Франција е во жалост по страутната сообраќајна несреќа која се случи утринава кога загинаа најмалку 42 лица. Во директен судир на камион и автобус на оваа опасна кривина на лице место загинаа пензионери кои оделе на еднодневна екскурзија. Според првичните предпоставки, возачот на камионот изгубил контрола над возилото и удрил директно во автобусот. Возачот успел да ги отвори вратите пошто излегле тој и уште 6 патници, но и тие се сериозно повредени. Останатите живи изгореле по експлозијата која избувнала само неколку секунди по судирот. Во автобусот имало неподвижни и постари лица. Трагедијата се случи на 80 километри од Бордо. Исклучително тешка, трагична несреќа се случи на излезот од селото, кога камион излета од патот и удри во автобусот. Во него се превезувале 48 постари лица кои биле на екскурзија. Од самиот удар 42 лица загинале на самото место. 2 лица се тешко повредени со изгореници и се префрлени во болницата во Бордо, а уште 2 лица се потешко повредени со повреди на главата. Другите двајца се со полесни повреди, но се во шок. Сведок вели дека целото место наликувало на воена зона. Видов огромен пламен и чад. Беше страшно. Потоа се слушнаа полициски сирени и пожарникарски коли. Наликуваше на воена зона. И тоа не е доволно да се опише се. Францускиот председател Оланд, кој е во посета на Атина, изрази сочувство до семејствата на загинатите во оваа трагедија. Француската влада е мобилизирана за секоја помош која ќе биде потребна за оваа трагедија. Длабоко жалиме за трагедијата. Ова е најтешка сообраќајна несреќа во Франција во изминатите 33 години, од трагедијата во 82-та, кога загинаа 53 патници, од кои 44 беа деца.